Сите ние имаме сон за собствената иднина. Но исто така треба да имаме одговорност, лична или колективна, за остварување на тој сон. Живееме во неизвестни времиња. Времиња на поделба, по верска, етничка, но најмногу партиска основа. Поделбите не носат ништо добро, тие не оддалечуваат и се злоупотребуваат. Мојот сон за мојата земја е дека таа е подеднакво отворена за сите оние што живеат во неа, но и за сите оние што сакаат да живеат во неа, и дека незините граѓани ќе добијат подеднаква шанса да го остварат својот сон за собствената иднина, а не само да седат и да чекаат и да исполнуваат послушно наредби. Верувам дека председателот на државата може да го поттикне својот народ да размислува поинаку, визионерски и да излезе од наметнатите стеги на послушност. Верувам дека председателот може да ја врати довербата меѓу нас и да го поттикне слободното размислување. Тој може да отвори нова перспектива, каде ние ќе можеме да погледнеме подалеку и подлабоко во иднината. Јас не верувам дека тој може да биде кукла или играчка во нечии раце, но исто така не верувам и дека може да биде супермен. Верувам дека тој е обичен човек, од крв и од месо, како и сите ние, дека тагува и се радува, дека е одмерен и сериозен, најмногу од се одговорен, а пред се бескомпромисен. Тој единствено може да ја разбуди личната одговорност кај нас, не само за себе, не за собствената иднина, туку за иднината на собствените деца. Јас таков лик првпат забележав 2001-та. Тој секој ден излегуваше пред сите нас и подеднакво одговорно ги соопштуваше и добрите и лошите работи. Еве не денеска во 2014-та, повторно во една тешка состојба, кога тој пак е на сцена. Не случајно велат дека јунаците се познаваат во тешки искушенија. Можеме да веруваме и да делуваме во насока да биде подобро. Но можеме и да не веруваме и да дигнеме раце од се и да се сокриеме позади фразата «сите се исти». За мене не се сите исти. Јас умеам и можам да направам разлика. Јас не очекувам чуда, ниту пак верувам во нив. Јас верувам во мојата одлука и во мојот собствен избор. Човекот во суштина сака да биде слободен. Сака сам да одлучува, сака слободно да размислува, сака слободно да се изразува, да создава, да креира, а не да зависи од политичка партија, од нечија волја или од нечи личен интерес. Токму затоа сметам дека и Македонија и незините граѓани заслужуваат председател како што е Стево Пендаровски. Нашиот народ во минатото имал еден прекрасен обичај. Лошо, кога не се чувствува добро или бил во депресија, секогаш му давал нова облека, каква бела, светла, чиста кошула. И тоа го нарекувал и му ја дадовме белата промена. Значи се мисли на кошула, ама не се мисли само на кошула, туку се мисли на промена генерално, за да се чувствува поубаво. Значи, Стево Пендаровски го гледам како човек кој што е таа бела, светла, чиста промена која што во овој момент на Македонија е повеќе од потребна. Прво затоа што промените се некаква си природна работа, затоа што се на светот тече и се менува. Второ, затоа што Македонија секогаш сум ја замислувал како некаква си златно-жолта земја која што свети кој ќе ја гледаш од авион. Сум ја замислувал како модерна земја со некаква си лудо модерна музика која што ќе се подпира на својата традиција.
Македонија сум ја замислил како земја со некаква си апсолутно модерна архитектура, која што повторно ќе се потпира на духот на она што е народ, но во епохата во која што живее. Сите овие нешта изминативе години не ги гледам. Македонија ваква каква што е, не е земја во која што би сакал да живеам. Македонија би сакал да ја видам како демократска и слободна земја, каде што граѓаните нема да имаат страф од своите институции, од институциите кои што од нив се создадени, туку ќе имаат почит кон нив. Истовремено би сакал Македонија во иднина да стане земја во која што ќе има слобода, еднаквост и солидарност. Ова се исклучително тешки години за Македонија, затоа што некој се обиде насила да се смени она што е суштина, она што е дух на овој народ, она што е ген на овој народ. И такви неприродни работи најчесто неприродно завршуваат. Се надевам дека ќе се појави една генерација на луѓе кои што правите вредности ќе ги стави на право место и не очекувам ниту пак имам желба за враќање назад. Немам она некаква си илузија дека сега ќе се вратиме 94-та година. Нема ни потреба. Значи, прашањето е како од оваа точка каде што се наоѓаме денес да одиме по она што е наш автентичен пат. Во таа смисла мислам дека Стево Пендаровски е правиот избор, особено што ја не сум припадник на ниедна политичка партија, ниту сум бил, ниту денес сум, ниту па имам намера тоа да бидам. Меѓутоа, би се определил за Стево таман и да доаѓаше како предлог од сегашната власт. Затоа што е човек кој што е модерен, кој што знае да носи оддело, кој што знае јазици, кој што има искуство во работа во државни служби, затоа што пробувам да си ја замислам сликата како стои под она што е македонско знаме и ми дава едно чувство на достоинство, на човек од ова доба и на крајот ми е некако многу сличен на еден Вацлав Хавел, на еден Зоран Џинџич, тој профил на политичари какви што Македонија досега немала. Токму заради тоа мислам дека Стево Пендаровски правиот избор. Во Македонија некако не ги препознаваме работите додека не ги изгубиме. Не знаевме дека имаме град додека не се пропасти. Не знаевме дека имаме слобода додека не се уши. Не знаевме дека имаме потреба од еден татко на земјата додека не го изгубивме, како покојниот председател Трајковски. И така некако се со закаснение и не навреме ги препознаваме работите. Често во последно време слушаме тезата дека функцијата председател не е толку важна, дека е тоа некаква англиска кралица која само треба да се појавува и да не се меша во животот на луѓето ни во својот сопствен живот. Меѓутоа, мислам поинаку. Во последниве 5 години имаше многу моменти кога сакавме да го чуеме гласот на нашиот председател, а го немаше. Имаше многу моменти кога можеше да одбрани некои маргинализирани групи. Имаше многу моменти кога требаше да запре некои закони, да смени некои услови, се што е во негова надлежност. Никаде не го чувме. Во тој смисол, појавата на господин Пендаровски како кандидат за председател на Република Македонија е навистина ретка прилика да препознаеме нешто и да изграбиме таа можност додека е време. Пендаровски е еден свеж ум, една динамична сила, еден човек кој што има концепт, кој што има идеја, кој што има енергија, кој што е јака личност и која што апсолутно нема да потпадне под влијание на некакви партиски или други интереси. Тој ги носи најубавите доблести на македонската традиција. Чесен, достоинствен и она што е особено важно, со големо почитување на другиот.
Ова е една ретка шанса што ја добиваме сега, ние како Македонија. Ова е ретка шанса дека се појави овој човек кој што навистина отвара еден одличен простор за нова историја на Македонија. Би било претерано да кажам дека е тој нашиот нов Кенеди. Меѓутоа е неговата задача поинаква, е неговата енергија поинаква, доаѓа во еден многу комплициран момент за Македонија и верувам дека со таа своја енергија што има, со внатрешната убеденост, со бескомпромисноста и се разбира со љубовта кон својата земја, тој навистина ќе биде еден одличен претседател на Македонија.